Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва гостин во емисијата Став е директорката на Центарот за вработување во Куманова, Марија Димитриевска. Господја Димитриевска, добро вечер. Добро вечер до вас и до гледачите на ТВ+. Пред 10 дена беше промовиран оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2019 година. Може ли да не кажете годинава од колку програми се состои овој оперативен план за вработување? Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување и услуги на пазарот на труд на владата на Република Македонија за 2019 година предвидува низа мерки чија што цел пред се е креирање на нови работни места кај работодавачите, како и зголемување на степенот на конкурентност на невработените лица на пазарот на труд, односно зголемување на нивната работливост преку различни обуки кои што ги нуди оперативниот план. Оперативниот план генерално е поделен на 6 програми. Првата програма е програма поддршка за самовработување, односно предприемништво. Втората програма е поддршка за креирање на нови работни места. Третата програма е обуки за стручни квалификации според барањата на работодавачите. Четврта програма е обука за развој на дигитални вештини. Петата програма е практиканство и шестата програма е програма за работно ангажирање на невработените лица. Во текст се јавни повици за 9 од низата мерки и програми за вработување и годинава една од поатрактивните мерки е програмата за самовработување, односно предприемништво. Може ли да ни кажете за кого е наменета оваа програма, каква поддршка добиваат невработените од државата и кои се критериумите кои што нели треба да се исполнат за апликантите за оваа мерка? Да. Како и минатите години наназад и оваа година, мерката поддршка за самовработување, односно предприемништво, е доста атрактивна кај невработените лица, кои што се активни баратели на работа и се евидентирани во нашиот центар за вработување. Програмата е наменета за сите невработени лица кои што се евидентирани како активни баратели. Можностите кои што ги дава оваа програма е невработените лица својот проблем на вработување да го решат преку започнување на свој бизнис. Програмата обезбедува финансиска поддршка, односно директен грант за набавка на опрема и репроматеријали во висина од 246.000 до 307.500 денари, а доколку две лица невработени кои што имаат иста бизнис идеја се здружат, можат да основат и друштво со ограничена одговорност и во тој случај добиваат грант во висина од 615.000 денари. Ова година, новина во однос на претходните години, е тоа што лицата кои што се заинтересирани да учествуваат во оваа програма ќе бидат поделени во две групи. Значи првата е општата група, а втората е ин група, односно оние бизнис идеи кои што ќе покажат извесен степен на иновативност, ќе имаат можност да бидат понатаму поддржани и од Фондот за иновации и технолошки развој, како и да добијат советодавна, односно менторска поддршка во првите 12 месеци од нивното функционирање. Значи, како што рековме, сите невработени лица може да учествуваат во оваа програма. Првично, значи, лицата треба да се активни баратели на работа, да дојдат да поднесат пријава во Центарот за вработување. Потоа следува успешно пополнување на прашалник. Значи, има прашалник преку кој што се проценуваат предприемачките, односно менеджерските способности на лицето кое што сака да започне свој бизнис. Откако прашалникот ќе биде пополнет и ќе биде успешно оценет, понатаму следува обука за предприемништво и развој на предприемачки вештини. Тука имаме лица, стручни лица кои што ја водат оваа обука и ги водат невработените низ процесот на развивање на нивната бизнис идеја. Откако невработените лица успешно ќе ја завршат и оваа обука, потоа се исто така тука се во текот на оваа обука се прави и некоја предселекција на кандидатите за ин група, односно бизнисите кои што ќе покажат известна иновативност. Откако ќе се разработи таа бизнис идеја и откако таа ќе биде позитивно оценета од стручни лица, понатамошен чекор е изработка на бизнис план со советодавна поддршка.
По изработувањето на бизнис план со експерти од таа област, значи се иде на оценување од страна на експертската комисија и сите оние бизнис планови кои што ќе бидат оценети како позитивни, понатаму значи идат на постапката за отпочнување на регистрација на фирмата, нормално вработување, регистрирање на нив како основачи, како управители на фирмата или доколку пак станува збор за друштво за ограничена одговорност, значи и двете лица кои што имаат иста бизнис идеја, значи ќе бидат основачи со тоа што едното лице е управител, односно ќе ги врши дејностите како ќе ги врши работите на управител. Програмата исто така нуди можност за дополнителни вработувања. Значи сите оние невработени лица кои што при разработка на бизнис идеја, односно изработка на бизнис план, ќе се покаже дека имаат потреба од дополнителни вработувања, како еклантантен пример можем да го кажам, например, здравствените ПЗУ, здравствените ординации, значи и фондот за здравство мора да има тим од лекар и медицинска сестра, така да доколку се процени дека има потреба од дополнителни вработувања, овие бизниси ќе бидат поддржани и со дополнителни вработувања. Со тоа што доколку вработат младо лице до 29 години, обврска лицето минимум да биде вработена во таа фирма изнесува 12 месеци, а доколку се вработи лице кое што е над 29 годишна возраст, обврската, значи минималната издржаност на тоа вработување мора да биде 9 месеци. Исто така, освен советодавна поддршка на бизнисите кои што ќе покажат известна иновативност, се нуди и советодавна менторска поддршка на лицата со посебни потреби кои што ќе имаат добра бизнис идеја и ќе сакаат својот проблем на вработување да го решат преку оваа програма. Меѓутоа, поради сензитивност на таа група им се нуди и можност за дополнителна советодавна менторска поддршка. Исто се нуди менторска поддршка и на лицата припадници на ромската етничка заедница, како и на жените од ранливите категории. Со програмата за самовработување, односно поддршка за самовработување, се поддржуваат сите бизниси со исклучок на земјоделската дејност. Земјоделската дејност не се поддржува, додека органското производство се поддржува од таа дејност. Исто така не се поддржуваат дејностите такси служба. Потоа не се поддржува производство и дистрибуција на оружје, како и финансиски дејности и дејности на осигурување. Освен за предприемништво, голем интерес има и за мерката субвенционирање на платишта. Опфаќа оваа мерка конкретно? Да, доста голем интерес постои за оваа мерка, како од страна на работодавачите, така и од страна на невработените лица. Огласот е објавен на 25 февруари и веќе постои доста голем интерес за учество во оваа мерка. Оваа мерка е дел од програмата поддршка за креирање на нови работни места. Со оваа програма се дава субвенција, односно финансиска поддршка на работодавачите да создаваат нови работни места. Финансиската поддршка се движи во висина од 57.000 денари до 228.000 денари за секое ново вработување, за секое ново отворено работно место. Доколку финансиската поддршка изнесува 57.000 денари, тоа е всушност 3 месеци по 19.000 денари. Обврската на работодавачот, минималната обврска на работодавачот е лицето кое што ќе го вработи да биде во работен однос уште 6 месеци после субвенцијата, значи вкупно 9 месеци. Додека пак доколку работодавачот се одлучи за субвенција во висина од 228.000 денари, тоа е субвенција за период од 12 месеци, значи 12 месеци по 19.000 денари, тогаш работодавачот има обврска лицето да го задржи минимум на работно место уште дополнителни 18 месеци, што значи вкупниот период на субвенција изнесува 30 месеци. Значи, споменавме 19.000 денари, значи тоа е субвенцијата која што се дава на работодавачот и работодавачот е должен, значи минимум на лицето кое што ќе го вработи да му исплатува бруто плата во висина од 19.000 денари. За да можат работодавачите да учествуваат во оваа мерка,
критериумите за нив се работодавачот да го нема намалено бројот на лицата на неопределено време, значи бројот на вработени лица на неопределено време во моментот на апликација да не е понизок од просечниот број на вработени на неопределено време во минатата година. Исто така, работодавачот треба редовно да ги измирува своите обврски по основ на исплаќање на плати и придонеси од задолжително социјално осигурување. Исто така, работодавачот треба да нема прикажано загуба во претходната година, значи треба да има искажано добивка и можност за унапредување на своето работење. Друг критериум кој што работодавачите треба да го исполнат е и да имаат минимум вработено едно лице, со исклучок на граѓанските организации кои што исто така се поддржани со оваа програма, освен микро, мали и средни предпријатија, така да тука може и да нема вработено лице, може да поднесат пријава да учествуваат во мерката субвенционирање на плати. Последниве неколку години особено атрактивна за невработените лица е мерката практиканство. Годинава во врска со оваа мерка има една новина во однос на образованието на невработените, односно корисници на мерката. Да ја појасниме целосната мерка, но и новината, нели? Да. Исто така мерката практиканство со години наназад функционира и е дел од оперативниот план на владата на Република Северна Македонија. На почетокот оваа програма беше поддржана преку ИПА проектот, а неколку години назад ние како Центри за вработување, односно Агенција за вработување, самостојно ја водиме оваа мерка. Во оваа мерка минатите години беше предвидено да се вклучат лица со минимум средно образование. Оваа година, согласно потребите на пазарот на труд и согласно барањата на работодавачите, значи е предвидено и лица со понизок степен на образование од средно образование, односно лицата со минимум завршено основно образование да може да се вклучат во оваа мерка и се разбира критериумот за возраст останува до 34 години, како и минатата година, така и оваа година возраста е до 34 години и на невработените лица им се овозможува да се стекнат со практични вештини, знаења од соодветно занимање. Во текст се јавни повици за обука за занаети, обука за познат работодавач, обука за стручни квалификации по барање на работодавачите, но и мерката јавни работи. Кажите ни, директорке, за колку занаети и за какви занаети се организираат обуки со годинашниот оперативен план за активни програми и мерки? Да, со годинашниот оперативен план, како занаети кои што се опфатени се бравари, автомеханичари, пекари и сладкари. Тие занимања се оние занимања или занаети, да ги кажеме, за кои што постои потреба и согласно направената анализа на пазарот на труд. Господја Димитриевска, годинава има ли интерес за мерката обука кај познат работодавач? И што опфаќа оваа мерка? Да, годинава има интерес за мерката обука кај познат работодавач, меѓутоа можам да кажам дека интересот е помал отколку кај програмата за поддршка за креирање на нови работни места. Меѓутоа оваа програма нуди доста поволни можности на работодавачите да се стекнат со квалификувана работна сила, со тоа што ќе се даде поддршка на невработените во период од 3 месеци. Тие ќе добиваат финанска надокнада во висина од 9000 денари бруто и ќе ја спроведуваат својата обука во конкретни услови кај конкретен работодавач. Исто така поволно е и за невработените лица, затоа што можат во реални услови да се стекнат со соодветни квалификации кои што подоцна ќе придонесат за нивно вработување. Значи, по истек на тие 3 месеци од обука, работодавачите добиваат финанска надокнада во висина од 5000 денари, како некој надомест за потрошените материјали кои што ги употребиле за обука на невработените лица, а доколку пак вработат лице кое што е корисник на социјална парична помош, финанската надокнада е 10.000 денари за работодавачите.
и по завршување на обуката од 3 месеци работодавачот е должен минимум 50% од лицата кои што успешно ја завршиле обуката да бидат вработени. Последна од мерките за кои што се објавени јавни повици на 25 февруари е мерката јавни работи. Што опфаќа оваа мерка, за кога е наменета? Да, мерката јавни работи е дел од програмата за работно ангажирање на невработените лица. Оваа мерка е пред се наменета за невработените лица со ниски квалификации, кои што ќе бидат вклучени во проекти од инфраструктура и заштита на животна средина на локално ниво. Објавен е јавен повик до единиците на локална самоуправа и град Скопје да поднесат своји програми, да изработат програми како би се одвивало ангажирањето на невработените лица. И потоа ние како Центар за вработување по службена должност вршиме преборување од редот на евиденција на невработените лица и ги ангажираме лицата пред се со ниските квалификации. Со оваа мерка, значи, се офатени сите невработени лица, со тоа што лицата кои што ќе бидат ангажирани на оваа програма ќе добиваат дневен надоместок во висина од 400 денари во бруто износ, со тоа што оваа година новина е и 20% кофинансирање од страна на општините. Јавниот повик е објавен до 31 март. Општините се, единиците на локална самоуправа се известени, информирани се, така да се надевам дека ќе има одзив и во оваа мерка, која што е доста потребна мерка за нашата општина. Агенцијата за вработување пред 2 дена објави јавни повици за уште 2 мерки. Да објасниме за кои мерки станува збор и кои се условите кои што треба да ги исполнат корисниците на мерките. Да, на 6 март објавени се јавни повици за уште 2 мерки кои што се дел од оперативниот план. Тоа е мерката обука за побарувани занимања, како и мерката која што е дел од програмата за поддршка за креирање на нови работни места, односно вработување и раст на правните субјекти. Преку мерката обука за побарувани занимања се овозможува ангажирање на невработените лица, односно им се овозможува обука на невработени лица кои што согласно анализата за оние занимања кои согласно анализата на пазар на труд се посочени како дефицитарни. За различни градови се различни обуките, конкретно за Куманово објавен е јавен повик за обука за службеник по книгосметководство, како и за персонални асистенти на лица со посебни потреби. Доволно од страна на невработените, доволно е да имаат желба да учествуваат, желба и потреба да учествуваат во овие обуки и да се евидентирани како невработени лица, односно активни баратели на работа. Нормално буџетот, финансиите се ограничени и доколку ќе треба да се прави селекција, ќе се даде предност на оние кои што ќе бидат соодветни според образование и оние кои што ќе покажат поголема интерес за учество во овие мерки. Невработените лица, додека се на обука, добиваат месечен надоместок во висина од 9000 денари бруто. Тоа е повеќе надоместокот за патните трошоци и трошоци за исхрана. Исто така, значи, се стекнуваат со можност конкретно за службеник во книговодство се стекнат и со теоретски знаења во областа на сметководство, како и со практични знаења во одредени книговодствени бироа или пак со практични знаења во реални услови. Исто така, како учесници во мерката обука за побарувани занимања се и верифицираните спроведувачи на обука кои што имаат верификувана програма преку Центарот за образование за возрасти или Министерство за образование и наука. Што подразбира мерката вработување и раст на правни субјекти? Како што веќе напоменав, значи оваа мерка е дел од програмата поддршка за креирање на нови работни места. Целта на оваа мерка е да се креираат нови и одржливи работни места
Исто така, со оваа мерка се дава финансиска поддршка за набавка на опрема и репроматеријали на работодавачите во висина од 92.000 денари до 768.750 денари. Значи, исто така, всушност, поддршката може, финансиската поддршка може да се движи и да достигне и до 1.000.000 денари, доколку работодавачот вработи 5 лица, кој што е максималниот број кој што ги поддржува оваа програма, кои што се корисници на социјална парична помош. Значи, малце по-конкретно да образложам, затоа што... Во секој случај тоа е во корист на гледачите и невработените лица, да, но да. и правните субјекти. Доколку работодавачот вработи лице кое што е над 29 годишна возраст, за едно лице на 29 годишна возраст, работодавачот добива финансиска поддршка во висина од 92.000 денари. Доколку пак вработи лице кое што е до 29 годишна возраст, тогаш работодавачот добива финансиска поддршка во висина од 153.750 денари, а доколку вработи лице кое што е корисник на социјална парична помош, тогаш висината на финансиската поддршка изнесува 200.000 денари по лице. Затоа и финансиската поддршка може да се движи од 92.000 денари до 1.000.000 денари. Исто така, максимален број на вработувања кои што се поддржуваат преку оваа програма е 5, со тоа што може да се прави комбинација, значи може работодавачот да вработи и младо лице до 29 години, и лице над 29 годишна возраст, и лице корисник на социјална помош, значи може да се прават комбинации. Ограничувањето како во оваа мерка, така и во дел од мерките и во мерките кои што најголем дел од мерките кои што се однесуваат на работодавачите е програмите да поддржат финансиска поддршка за 50% од вкупниот број на вработени кај работодавачот. Така да ако работодавачот има вработено 10 лица, може да учествува во овие програми со максимум 5 лица. Поддршката од страна на агенцијата е до 5 лица, така да дадеме можност на сите работодавачи да се вклучат во низата мерки кои што се предвидени во оперативниот план. Освен овие 9 мерки за кои што Агенцијата за вработување веќе објави јавни повици, согласно оперативниот план за активни мерки и програми за вработување, предвидени се и други мерки и програми. Еве, кажете ни, кои други програми нели се предвидени со планот? Да, со оперативниот план се предвидени и низа други мерки, меѓу кои мерка е и поддршка за вработување на лица со попреченост. Агенцијата за вработување има свој посебен фонд од кој што ги финансира овие активности и целта на оваа мерка е да се зголеми вработливоста и можности за вработување на евидентираните невработени лица со попреченост. Преку оваа мерка се дава финансиска поддршка на работодавачите кои што ќе вработат лице со попреченост. Значи се дава финансиска поддршка за вработување на лицето со попреченост во висина од 20 до 40 просечни месечни плати, се дава финансиска поддршка за адаптација на работното место согласно потребите на лицето со попреченост, доколку работодавачот е евидентиран како заштитно друштво, се дава и финансиска поддршка за набавка на опрема, како се дава и финансиска поддршка за работно способување на лицата со попреченост. Исто така, други мерки кои што се предвидени во оперативниот план се општинско корисна работа. Општинско корисна работа е наменета да се обучат лицата за извршување на услуги од социјална и здравствената дејност. Општина Куманово и општина Старо Нагоричине исто така лани има поднесено апликации за учество во оваа мерка. И можем да кажем дека доста успешно се реализираше во овие две општини. Целта на програмата која што беше предвидена од страна на двете општини беше насочена кон давање на
социјални услуги на лицата со попреченост, односно беа ангажирани образовни асистенти на лица со попреченост кои што се вклучени во процесот на редовно школување, како и лични асистенти на лицата со попреченост. Исто така, преку оваа мерка се подржи и давање на социјални услуги на старите изнемоштени лица. Господја Димитриевска, постои ли интерес за обуката за развој на дигитални вештини во Куманово? Да, оваа година една од новините во оперативниот план е и програмата Обука за развој на дигитални вештини. Години наназад ние имавме обука за напредни IT вештини, за кое што можем да кажем дека постоеше доста голем интерес кај невработените лица. Меѓутоа, оваа година тоа е издвоено како посебна програма, затоа што дигиталните вештини, согласно анализите, се едни од дефицитарните вештини на пазарот на труд. Тие не се многу вклучени во редовниот процес на образование, така да преку овие програми невработените лица можат да го зголемат својот степен на конкурентност, односно степен на вработливост преку посетување на овие обуки, како и преку успешно завршување на овие обуки, затоа што самата програма предвидува и прелиминарно тестирање на невработените лица, се со цел за да можат подоцна успешно да ги совладаат овие обуки и да се стекнат со сертификат кој што ќе им помогне за нивно вработување. Исто така, значи предвидени се обуки, сега да не ги набројувам сите, кога ќе излезат јавните огласи, ќе бидат поконкретно наведени. Меѓутоа, обуките се во делот на дигитален маркетинг, моделирање на податоци, веб дизајн, различни програми кои што се користат од областа на информатика во смисла на Java, development, систем инженеринг, клауд администратор, automation тестер, UX дизајн специјалист. Исто така постојат и IT вештини за full stack Java development, потоа фронт-енд, дата аналистик, постојат и исто така и обуки за IT вештини кои што ќе се спроведуваат онлайн, а тоа се за Microsoft Technology Associate и за Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, Animate. Значи, постои низа, една широка палета на обуки кои што се наменети за дигиталните вештини и се надевам дека оваа година ќе постои интерес кај невработените за учество во оваа програма, во оваа мерка. Исто така, со оваа мерка е предвидено и кофинансирање од страна на спроведувачите на обуки за дел од овие, значи, програми кои што се предвидени, со тоа што спроведувачите на обуки, освен што ќе имаат обврска да спроведат претестирање, прелиминарно претестирање, за да е проценат основата на невработените лица, за да можат успешно да ја совладаат обука, успешно, значи, да ја спроведат обуката и да издадат сертификати, ќе имаат и обврска кај оние мерки кои што се со кофинансирање во период од 12 месеци на 50% од лицата кои што успешно ќе ја завршат оваа обука, да им обезбедат и соодветно вработување. Минатата година, како пилот проект, стартуваше мерката Младинска гаранција, која што беше спроведена само во неколку градови во 3 региони на ниво на државата. Годинава со оперативниот план за активни мерки и програми, оваа мерка е проширена во повеќе градови. Па еве да кажеме која е целта на мерката Младинска гаранција, што се предвидува со неа, кои се поволностите? Да. Минатата година мерката Младинска гаранција беше како пилот програма на ниво на 3 општини. Оваа година Младинска гаранција се е воведена на ниво на територија на целата држава, со тоа што посебен акцент се става на североисточен, Полошки и југозападен регион. Знаеме дека Куманово припаѓа во североисточен регион, така да и на нашиот град, на младите невработени лица ќе бидат офатени со оваа мерка. Оваа мерка се однесува на младите лица од 15 до 29 годишна возраст, кои што за прв пат се евидентираат во центрите за вработување.
Со оваа мерка на некој начин им се гарантира, им се нуди можност на младите невработени лица кои што ќе се вклучат да им се обезбеди соодветно вработување, односно соодветна обука, соодветна поддршка во процесот на нивното барање на работа во период до 4 месеци. Значи, Центарот за вработување Куманово ќе стави посебен акцент на младите невработени лица кои што за прв пат се евидентираат во нашиот центар, со тоа што ќе им бидат обезбедени мотивациони обуки, ќе им биде обезбедено кариерно советување, професионална ориентација, поддршка како помош при барање на работа, ќе им се нудат обуките кои што се дел од оперативниот план и нормално ќе се трудиме да дојдеме до посакуваниот исход, значи нивно вработување согласно нивното образование, согласно нивните вештини и потреби. Голем број граѓани ги користат и услугите кои што Агенцијата за вработување ги нуди преку Центарот за вработување во Куманово, кои што треба да придонесат за да се зголеми степенот на конкурентноста. Кои услуги се предвидени со оперативниот план за годинава? Да, како што и пред малце ги спомнав во Така, дел од нив ги спомнавме, дел од нив, значи услугите кои што Центарот за вработување, односно Агенција за вработување преку своите центри ги нуди на невработените лица, активните баратели на работа, се, значи, мотивациони обуки, помош при барање на работа, професионална ориентација, кариерно советување, посредување при вработување, соодветно профилирање, изработка на индивидуални планови, каде што во соработка со стручното лице, односно соработникот за услуги за поддршка за вработување од нашиот центар ќе им биде изработено соодветно профилирање, ќе се проценат значи нивните вештини, нивните стручни квалификации, ќе им се даде и соодветна помош доколку имаат потреба во делот на кариерното советување или професионална ориентација. Можам да кажам дека интерес за учество во активни мерки постои. Постои интерес и за користење на нашите услуги, меѓутоа сепак сметам дека малце интересот кај невработените лица за користење на овие наши услуги треба да се подигне малце на повисоко ниво, затоа што наша основна улога е посредување на пазарот на труд, односно поврзување на невработените лица и работодавачите. Значи, невработените лица и работодавачите се наши партнери, ценети и почитувани партнери, и ние секогаш им стоиме на располагање и на невработените лица и на работодавачите да им излеземе во пресред на нивните барања. Меѓутоа, поголема кооперативност, поголема соработливост со страна на невработените лица, доколку бидат поканети да учествуваат на мотивациони обуки или доколку бидат поканети да учествуваат за помош при барање на работа, тоа е 4-дневна работилница, да се одазват на нашата покана и да присуствуваат, затоа што на тој начин ќе може да ги пред се да ја согледаат реалната ситуација на пазарот на трудот, значи да им посочиме кои работни места се слободни, каде може согласно нивниот степен на квалификација, каде може да најдат соодветно вработување, доколку постои можност за преквалификација или за некоја обука, како да дојдат, како да учествуваат во мерката. Податоците говорат дека 95% од оперативниот план за вработување минатата година е реализиран, со кој се вработени преку 6000 луѓе на ниво на државата. Задоволни ли сте вие од бројката на кумановските невработени лица кои што, односно минатата година преку мерките, се вработени во Куманово? Да, на процентот на реализација на оперативниот план за минатата година е на доста високо ниво, рековме 95%. Од оперативниот план за 2018 година е реализиран на ниво на државата, со тоа што бројката, значи бројките и буџетот кој што е обезбеден согласно оперативниот план се однесува на ниво на целата држава и јавните повици се отворени се до нивно исполнување од страна на сите центри за вработување. Конкретно во Центарот за вработување Куманово имавме доста голем интерес за учество во мерките и програмите кои што беа предвидени во оперативниот план.
И доста голем интерес постоеше за програмата самовработување, односно предприемништво, и голем интерес постоеше и за мерката субвенционирање на плати, обука за побарувани занимања, обука за стари занаети. Исто така имаше доста голем интерес и за учество во општинско корисна работа, за креирање на подршка на работодавачите, исто така и за креирање на нови работни места, така да генерално задоволни сме од исполнетоста на оперативниот план. И голем интерес постоеше и за обука за основни вештини, тука беа странските јазици од сите нивоа, од основно до напредно ниво, за основни компјутерски вештини, односно за дигиталната писменост, за напредни IT вештини. Колку од невработените лица во Куманово се активни баратели на работа и да објасниме што конкретно значи активен барател на работа, бидејќи чинам дека некако се мешаат поимите помеѓу активни и пасивни баратели на работа меѓу граѓаните на Куманово. Да. Согласно статистиката заклучно со состојба на 31 декември 2018 година, на ниво на Центарот за вработување Куманово евидентирани се 9387 активни баратели на работа и 8575 други лица кои што бараат работа или популарно кажани пасивни. Разликата помеѓу активните баратели и други лица кои што бараат работа не е само во периодот на јавување, значи активните баратели се пријавуваат на секои 30 дена, редовно се регистрираат во Центарот за вработување, додека обврската за другите лица кои што бараат работа е 6 месеци. Терминот активни баратели на работа значи тоа се невработени лица кои што во моментот се активни баратели на работа, значи се расположливи на пазарот на труд согласно степенот на нивното образование и вештините со кои што располагаат. Значи, активен барател на работа исто така е должен, освен што треба да се пријавува редовно на секои 30 дена, редовно да се јавува на наши покани, да ги користи нашите услуги, да учествува во мотивациони обуки, во сите други обуки кои што ги нуди Центарот за вработување, едноставно да соработува со нас, за да може ние да извршиме соодветно поврзување со работодавачите. На кој начин граѓаните можат да се информираат за слободните работни места, за обуките, мерките и услугите кои што ги нуди Центарот за вработување во Куманово? Невработените лица и работодавачите за услугите кои што ги нуди Агенцијата за вработување преку своите центри, меѓу кои и Центарот за вработување Куманово, може да се информираат преку нашиот веб портал www.av.gov.mk, на кој што транспарентно и навремено се објавуваат сите информации, сите јавни повици, објавен и оперативниот план за оваа година. Нормално претходно во архива се и оперативните планови од минатите години. Исто така тука се објавуваат и анализите кои што ги прави Агенцијата за вработување на пазарот на труд, се објавуваат и слободните работни места за кои што работодавачите ќе достават пријава за потреба од работник во Центарот за вработување, така да сите информации на транспарентен и доста едноставен начин, разбирлив, како да кажам, за корисниците на веб порталите се објавени на нашата веб страница. Исто така, минатата година сајтот на Агенцијата за вработување беше прогласен за најдобар сајт на годината. Освен преку електронскиот портал, невработените лица може да се информираат за своите права, за своите обврски, за начините како да го решат својот проблем на вработување директно во центрите за вработување. Нашиот тим е секогаш расположен да соработува со невработените лица, да им ги даде вистинските насоки и нормално да ги вклучиме во обуки, во активни мерки, затоа што тоа е се целта на нашата
дејност на оперативниот план, што поголем број на невработени лица да ги искористат овие мерки во вистинска насока, да го зголемат својот степен на вработливост, степенот на конкурентност на пазарот на трудот, како и работодавачите да дојдат до квалификувана работна сила преку соодветни програми за поддршка. На самиот крај на емисијата да ве прашам дали кумановци навремено аплицираат за владините програми и мерки или вообичаено ги чекаат последните денови пред истекот на рокот или на мерката? Да, значи можам да кажам дека оваа година, можеби малце изненадувачки, на почетокот на објавувањето на јавните повици постои доста голем интерес и невработените лица, како и работодавачите, на некој начин навремено, ако би можеле така да го дефинираме, аплицираат за овие мерки, затоа што јавните повици се нели отворени се до исполнување на бројка. Меѓутоа се случува дали заради неинформираност да сакаат да аплицираат откако веќе, значи програмата ќе биде затворена, односно откако финанската конструкција ќе биде затворена, ќе биде исполнет бројот. Меѓутоа, ние како Центар за вработување настојуваме дали медиумски, дали преку организирање на инфосредби, каде што ги презентираме овие мерки, навремено да ги информираме работодавачите, за да аплицираат и да се вклучат во овие програми. Господја Димитриевска, ви благодарам на вечерашното гостување. Се надевам дека во некоја следна прилика нели ќе имаме прилика да ги објасниме и дел од оние мерки кои што веројатно остана, некои кои што не ги објаснивме, не ги презентиравме, но секако во друга прилика тоа ќе го сториме. Ви благодарам. Голема благодарност и до вас за поканата и голем поздрав до гледачите на ТВ+. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, пријатна вечер. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Ви благодарам на вниманието.